Спортски журнал. Така е спортски журнал на Радио Пела, секој понеделник и петок во истото време од 11 часот па до 12 часот ги следиме актуелните спортски информации, но секако и разговараме со спортистите кои што ни гостуваат во нашето студио. Денеска зборуваме за нордискиот спорт, зборуваме за нордиското скиење со мојот гостин Савре Јада, нашиот репрезентативец, кој што обезбеди веќе квота за третата поред зимска олимпијада која што ќе се одржи во 2026 година, но секако мене ми представува огромна чест затоа што е заедно со нас и ќе збориме за нордискиот спорт, ќе збориме за се она што е актуелно околу овој спорт и што нуди овој спорт воопшто, како одат активностите на нордиските репрезентативци. Ставре, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од нашата програма и се надевам дека ќе биде интересен овој разговор затоа што нордискиот спорт си има посебен шарм, шмек и убавина. Ви благодарам за поканата за ова гостување во Радио Пела. Се надевам дека ќе имаме една одлична емисија, еден одличен разговор. Така, 2025 година е богата на твој план. Зошто богата? Затоа што се одржа светското првенство, неодамна настапуваше и на надпреварите во Банско, каде што го освои петтото место, успеа да влезеш во оние репрезентативци. Ми се чини дека си единствен од Македонија кој што обезбедил досега квота, ако грешам ќе ме поправиш, за следните олимписки игри кои што за тебе ќе бидат трети. Да, во моментот како што ги имам јас сознанијата и според она листа која ја објави ФИС, односно Интернационалната скијачка федерација, во моментов еден и единствен надпреварувач со остварена олимписка норма и секако учество на моја трета олимпијада. Сум токму јас, да се уште во моментов нема останати други спортисти кои избориле норма, но сепак олимпискиот циклус морам да напоменам дека трае до 19 јануари 2026, па се надевам од тој аспект дека сигурно и останати други спортисти ќе изборат норма за да излеземе во што поголем број на олимпијадата во Милано со повеќе спортисти од нашата држава. Така, долго време си на оваа сцена. Јас првпат имам можност да разговарам со тебе и баш сакам да дознам вака во неколку реченици. Што значи да си нордиец, што значи да си во нордиската шема со најдобрите и што значи да ја представуваш Македонија? Па, едноставно нордиското трчање можем да го наречам уште атлетика на скии, со тоа што атлетиката е добро познат спорт низ светот, додека нордиското скијање е познато, но има луѓе кои не знаат зашто поточно станува збор кога сме кај нордиското скијање. Нордиското скијање јас би го нарекол атлетика на ски. Тука се мери она издржливост брзинска, за колку пократок временски период ќе ја поминеш една дистанца која ти е предложена на самиот ФИС надпревар. Така, не ми одговори што значи да ја представуваш Македонија. Едноставно, ова би било мене трета олимпијада во Милано. До сега сум учествувал на две олимпијади зимски 2018 и 2022 година, каде што исклучително имам доста големо искуство зад мене останато. Едноставно можам да кажам дека да ја представуваш Македонија е една голема чест за мене, затоа што сме една многу мала нација која не многу вложува во спортот, посебно во индивидуалниот спорт би напоменал тука, каде што нема големи влогувања како што ги има тие по скандинавските држави низ Европа, ширум Европа, и за мене представува една особена чест да ја представувам мојата држава на таков голем настан. Кога се надпреваруваш на тие големи надпреварувања, се среќаваш често со големите фаворити во овој нордиски спорт. Зборувам за надпреварувачите од Норвешка, пред се тие го водат овој спорт напред.
Кажи ми какво е чувството кога ќе влезеш во трка со нив. Сега, реално, ако зборуваме, тие се многу понапред затоа што и тие воедно го измислиле овој спорт. Ќе кажеме, во условно го измислиле овој спорт. Какво е чувството да се бие битка со нив и еве на пример со кој од нив најчесто се гледаш на тие големи надпревари? Едноставно на тие големи надпревари ги гледам сите. Тука нема појак послаб, тука едноставно сите се исти, додека трае она, да кажам, загравање или распуштање пред или по трката. Додека на трката кога ќе излеземе, едноставно тука сме сите ривали. Можам да кажем дека најчесто гледани се норвежаните, французите, италијаните кои ги обавуваат оние секојдневни тренинзи пред самите надпревари. Да се излезе рамо до рамо со нив од толку мала држава е едноставно треба да се собере прво една голема храброст, голема мотивација да се излезе на таков голем настан како што е светскиот куп, каде што има во 2025 во јануари месец во Франција еден светски куп каде што застанав рамо до рамо со овие најсилни надпреварувачи, истите со оние кои застанав рамо до рамо на светското првенство во Тронтхем пред месец дена. Едноставно со доста многу тренинг и со поголемо вложување можам да кажам дека би можеле до некој ниво да се носиме, или јас лично кога зборувам за мене, би можел да се носам со таа елита, но за тоа треба многу работи од една толку мала држава да се покопат. Така, но и треба од многу човек да се откаже за да го достигне тоа ниво. Што мислиш, кој е правилниот начин да се стигне до, ајде ќе речем, функцијата нордиец? Што треба човек да направи за да се почувствува нордиец, но и во една мала држава да биде оној репрезентативец кој што ќе биде воедно и амбасадор во овој спорт? Едноставно треба да се откаже човек од многу работи. Искрено, ако се навратам годините наназад, јас сум се откажал од доста многу работи кои во секојдневието ги прави еден млад човек, како мене или помлади. Со тоа што можам да кажам дека најдобрите мои години јас ги поминав едноставно со скиите, со ролерите, возење велосипед, трчање по планини низ Крушево и низ останатите земји балкански, каде што ги одвиваме тренинзите преку летниот период. И едноставно откажување, можам да кажам, од ноќен живот, откажување од дружби со другари, со пријатели, па дури некогаш и со најблиските за некои посебни свечености не сум бил тука и сум ги одлагал тие работи заради успех во спортот. Каде е бенефитот? Едноставно бенефитот можам да кажем и дека нема многу голем бенефит, но од една страна можам да кажем и дека има, само што треба многу да се вложи за да еден спортист успее. Колку наша земја има основни услови за развој на овој спорт? Имаме ли стази, патеки, имаме ли можност да се надогради сето тоа? Си бил, си прошетал, си видел како е во другите земји, како е кај нас, а сепак Македонија сака да биде во репрезентативниот стил и да го владее и овој спорт. Едноставно нашата држава, толку мала држава, можам да кажем дека услови за овој спорт има само во летниот период, каде што се одвиваат тие, можам да кажам, суви подготовки, додека во зимскиот период во нашата држава не постои центар, ниту во Крушево, ниту во Маврово, ниту на Попова шапка. Не би спомнал дека би можело тука да се организира или да се направи една патека за одвивање на тренинзите, со тоа што можам комотно да заклучам дека во зимскиот период тренинзите доколку се одвиваат постојано надвор од нашата држава, тогаш имаме поголеми придобивки самите себе отколку што ако сме во нашата држава. Каде тогаш Ставреја да ги реализира подготовките? Треба да чекаш летно време за да се подготвиш? Овој спорт е актуелен во овие месеци од година? Едноставно летниот период подготовките ги одвивам во Крушево и во Бугарија Белмекен, каде што тоа е една високопланинска база од 2000 надморска висина, каде што
повеќето спортисти одат на таа база за да ги направат оние базични подготовки на висина за кога ќе дојдат во пониските предели да имаат подобро чувство и да имаат едноставно поголема издржливост. Со тоа што можам да кажам дека во зимскиот период подготовките, почеток на сезоната ги одвивам во Италија, во Ливињо, каде што веќе 4 години поред одам таму на првите подготовки на снег, затоа што таму веќе крајот на октомври, почеток на ноември веќе го имаат снегот и има исклучително доста спортисти каде што може да се одработи некој тренинг со некој посилен спортист од Европа и од овие балкански држави. Потоа јануари, февруари, март месец подготовките ги одвивам во Словенија. За тие подготовки треба човек да одвои буџет. Дали скијачката федерација се грижи за тоа или сето тоа е на твоја сметка? Едноставно скијачката федерација го одвојува тој буџет секако со помош на Олимпискиот комитет и на Македонскиот олимписки комитет и на Министерството за спорт. Така, еве последно беше на светското првенство во Тронхајм. Таму колку членови броеше нашата, да речем, репрезентација? Одиш ли сам, имаш ли покрај тебе уште некој, треба ли да биде задолжен некој околу твоето учество на ова светско првенство? На ова светско првенство настапивме четворица надпреварувачи од нашата држава, четворица бевме таму присутни и еден тренер, со тоа што гледано наназад годините и останатите светски првенства, можам да кажам дека кога зборуваме колку учесници има, ова светско можам да кажам дека беше можеби најслабото за нашата држава, по бројот на учесници таму, со четворица. Годините наназад сме одели и по 10, и по 12, и по 15 надпреварувачи, но не би рекол дека е тоа загрижувачки, затоа што исклучително назад по клубовите гледам дека има доста млади таленти кои можат за 4, 5, 10 години да земат учество на едно светско првенство и да се отиде со повторно голем број. Има ли Македонија деца, млади личности кои што сакаат во целост да се посветат на овој спорт како тебе и како би им го пренесол цело тоа искуство на тебе? Едноставно јас се трудам на тие деца кои се во мојот клуб. Јас инаку сум член на клубот ски нордиски од Скопје. Веќе последниве 2 години, претходно бев член во друг клуб. Искрено му го пренесувам, сакам да му го пренесам цело моје искуство, да ги научам на тој спортски живот, да кажем, на тој тежок професионализам би го нарекол јас, затоа што сум поминал низ многу и добри и лоши моменти. Едноставно професионализмот и не е така лесна работа, каде што треба, како што напоменавме претходно, од многу работи човек да се откаже, да се одрече од некои работи. Едноставно имаме неколку млади таленти, повеќето во глобала би кажал дека се девојчина, каде што искрено мислам дека според она досега што го гледам јас и тренерот што ни е во клубот, дека за неколку години би имале една, можам да кажам, солидна женска екипа. Така, кој е основното правило во овој спорт, во нордискиот спорт, да се биде нордиец? Има ли некоја, ајде ќе кажам, посебна цел, посебна формула или како да го наречеме тоа, за да бидеш успешен? Ти си на оваа сцена од многу одамна, си видел, си поминал многу надпреварувања, си посетил многу места, си дел од тој клуб, сакаш да го преточиш сето тоа искуство. Како треба правилно да се развие еден нордиец и што треба да направи за да го привлече своето внимание? Едноставно, кога зборуваме за нашата држава и за овој спорт, за еден нордиец, за да прерасне во, да кажам, во еден сериозен професионалец, мора едноставно прво да има поддршка. Поддршка да има значи од сопствената федерација, од сопствениот клуб, од Интернационалниот олимписки комитет, од Министерството за спорт, едноставно од сите установи во нашата држава мора да има
мора да има доста вложување во самиот спортист, за да ти му дадеш стимул да тој продолжи понатака во годините да го прави она што го сака, затоа што во светот има доста спортисти кои тоа го работат за да преживеат, односно тоа му е работа, но други спортисти има во светот, каже што доста ја спознавам, кои тоа го работат од љубов, но тоа не значи дека ако некој спортист се решил тоа да го работи од љубов, дека не треба ништо да му биде овозможено од државата или од сопствената федерација. Ти кога тргна ти, еве ќе те вратам многу одамна, каква беше поддршката? Па едноставно поддршката беше, можам да кажам, солидна, со тоа што првите 2 години едноставно од страна на опрема не вложија во мене ништо. Потоа следува неколку надпревари каде што се истакнав јас во Крушево и во Маврово и тогаш дојде она поддршка, можам да кажам, од федерацијата, па потоа од тогашната агенција за млади спорт, па потоа пред Олимпијадата во 2018, односно првата моја Олимпијада од Олимпискиот македонски комитет. Така, сега ќе бидеш дел од третата Олимпијада. Што ќе правиш, како ќе се подготвуваш? Кажа дека одиш на посебни подготовки, на првите подготовки во Италија, таму ќе биде во Кортина d'Ampezzo во 2026 година. Ќе треба ли уште да се надоградуваш за да покажеш зошто си секогаш во врвот на овој спорт? Па едноставно можам да кажам дека после оние надпревари како што напоменавте во Банско пред можам да кажам околу 2 недели беа, направив околу 10 дена пауза со тоа што денеска веќе ми е 5-ти ден, можам да кажам, од 1 април почнав, 4-ти ден можам да кажам дека денеска ми е каде што веќе ги почнав оние подготовки базични, индивидуални, сам во Крушево да ги обавувам. Веќе од мај планирано е и во комуникација сум со мојот тренер Борче Јовановски дека веќе во мај треба да се започнат оние први базични подготовки, па потоа во јуни ќе следуваат и прегледите во Словенија кои што ги правиме, функционални прегледи, кај специјален доктор на специјални машини кои едноставно мислам дека на оваа трета Олимпијада со доста добра корелација можам да кажам и со доста добри тренинзи и подготовки во текот на летниот период. Мислам дека зимата на неколку надпревари пред Олимпијадата каде што ќе настапиме, ќе имам неколку тестови. И мислам дека конечно на таа Олимпијада и се надевам дека можеме да стигнеме до некој далеку подобар резултат од оние претходни мои 2 Олимпијади. Секогаш сум се прашувал каква е менталната скопка на еден нордиец која ќе види дека поминал повеќе од 20 на километри на една стаза, што тогаш размислуваш? Па едноставно до сега во мојата кариера сум имал само една трка подолга од 15-20 километри, тоа е трката во Пекинг на претходната моја Олимпијада, односно во 2022 година, каде што дента требаше да се одржи маратонската трка, односно таа е кралицата на нордиското скијање, маратонската трка на 50 километри, масовен старт, но за жал условите кои доминираа дента во Пекинг беа исклучително сурови и организаторот одлучи да ја намали таа трка да биде на 30 километри, но исклучително за мене беше едно големо искуство, една можам да кажам многу доста тешка, во доста сурови услови, дури до минус 42 степени стигна температурата под нулата за време на надпреварот. Едноставно нордиец кога ќе помине повеќе од 20 километри натака, едноставно се бори, можам да кажам, само со патеката. Што патеката? Што се размислува? Едноставно размислувањето е да се стигне до целта, да не го стигнат да го надвладеат некои лоши мисли или нешто да дојде до некаква повреда, но сепак надпреварувачите, односно нордиците кои одат на таква трка, не би требало да доживеат некаква повреда за време на самата трка, затоа што тоа е пред време темпирано и планирано што ќе се направи на таа трка. Дали разговараат нордиците кога се најдуваат еден до друг на трка?
кога ќе се стигне? Едноставно ако си со некого ден на држава, тогаш да, на некоја долга таква трка, како што беше, имаше една таква прилика на ова светско првенство во Тронхаим, сега Норвешка, на 50 километарската трка, не учествував јас на незе, не зазедов учество, затоа што се одржуваше последниот ден и условите беа доста тешки. Имаше моменти и ситуации каде што норвежаните, 4-5 норвежани, каде што исклучително зборуваа на 2-3 наврати на самата патека, тоа го доловија камерите и беше видливо за целата јавност дека едноставно ја кројат таа тактика што ја правеле тие со текот на тренинзите пред светското првенство. И едноставно прават епилог од таа трка. Да. Така, сакам уште едно прашање кое што ме интересира. Колку се разликува нордиското скијање со биатлонот? Па едноставно во биатлонот треба да знаеш да погодиш, да знаеш да направиш. Дали се пробува Ставреја на такво нешто? Да направи премин барем малку? Јас морам да напоменам тука дека до 2020 година бев активен биатлонец, каде што последните 2 години имав исклучително добри резултати, но тогаш стигна до поделба на федерациите, односно скијачката федерација и меѓу биатлон федерацијата, и јас одлучив мојот пат да го продолжам во скијачката федерација, односно со нордиското скијање. Инаку не би го изоставил тоа да кажам дека и доколку би останал да се бавам досега со биатлонот, би имал исклучително солидни резултати и тоа го покажува веќе последните неколку години, го покажуваат недоволно квалитетните надпреварувачи кои ги имаме во биатлон за нашата држава, каде што веќе од 2020 година навака, веќе 4 години, скоро 5 години можам да кажем дека нема учесник на светско првенство. Последното светско првенство го направив јас во 2020 година во Италија. И можеш да ми кажеш кој е потежок начин на гаѓање, стоечкиот или легнатиот став? Па стоечкиот став, да. Треба да се смират од куќаите на срцето, така? Да. Добро. Пред крајот на овој разговор само да ни кажеш кои се плановите, рече дека треба да одиш во Словенија на лекарските прегледи, што уште треба да прави Ставреја? Па едноставно летниот период ќе се насочиме на доста базични подготовки во мај, јуни, јули месец. Веќе од август почнуваат тие фис ролер ски надпревари, каде што и оваа година се надевам дека првите ќе бидат во Крушево на домашна сцена, можам да кажам, каде што во последниве 5 години можам да кажам дека имам исклучително голем напредок на тие и скоро на повеќето од нив сум успел и да победам. Една доминација можам да кажам на домашен терен, со тоа што ќе следат во летниот период уште неколку фисролерски летни надпревари крајот на август, почеток на септември, до средината на септември, со тоа што веќе октомври, ноември месец ќе се подготуваме доста сериозно за првите трки на ски. Така. Јас ти благодарам за овој разговор. Се надевам дека сите оние кои што слушнаа знаат веќе дека си дел од третата зимска олимпијада и ќе те гледаме во Италија наредната година. Ти посакувам многу успех каде и да настапуваш, што и да правиш. Биди и понатаму амбасадор на нашата земја, затоа што вакви спортисти им се потребни на македонците каде и да се, без разлика дали сме мала или голема земја, ни треба ваква поддршка во овој спорт, да не гледаат на тие терени и да се надеваме дека петото место од Бајнско ќе го преточиш можеби во 50 или 60 места погоре на следната зимска олимпијада во Италија. Ви благодарам и на вас. Му благодарам на Ставреја за разговорот. Ние продолжуваме понатаму со спортски журнал на радио што се гледа. Спортски журнал на радио Пелар. Спортски журнал. Спортски журнал на радио Пелар. Спортски журнал.